они мои, да бидам искрен, ретко кога во овие наши овие документарни емисии со продукцијата Марија Филм, кои што ги правиме заедно со мене Зоран Косовски и теломенаџерскиот тим, тоа е Драган Сламиновски професор, тоа е овој Димчо Павиловски и сами со себе си да се честитаме, така речено, една слава наша македонска православна, затоа што нема да ми замерите. Кај што одиме по селава наши, секоја село си има црква, секоја село си има своја слава и секоја црква си има своја слава. Колку минува денес хубаво? А професоре? Јас мислам дека беше преубаво. Так. Љубав денов и убави луѓе. Љубава организација имаше на денешниот настан, во црква Свети Никола во село Давница. Селото Давница е историско село. Селото Давница има корени од давнешнина. А овдека исто така едно би рекол, овдека биле подготовките на востанието 11 октомври 1941 година. Тука од десна страна, од лева моја страна се црвени стени, одавна се наоѓа Мукрос, овој понатаму се наоѓа Погонинскиот регион, овде некаде поминувал Февралскиот погон, а ви кажам реално, од нештадиот што ми раскажа, дека овдека, ново место, кој што ние овде се наоѓаме, поминувал крак на Вија Игнација, кој што одел овдека овој професор кај Присад, оѓу према овој Погонинско. Ту пак едно би рекол, да сте здрави живи и да ја гледате репортажа овој што денес ќе ја снимиме, што ја сними продукцијата Марија Филм, заедно Зоран Косовски, Драган Сламиновски и Димче Павиловски. Да сте здрави живи. И се интересира кога ќе дува овај ученик. Ќе им кажеме навреме, ќе им кажеме навреме. Па, ако сакал Господ, со намера бевне. Така е. И така е. Нека денес за години, што се вика денеска, Светите Олеј. Тутун, не пиперо, а? Тутун. Тутунче. Абе, нема луѓе, буко. Како се најде? Зими тој е, Сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир од небото и за спасение на нашите души. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. За честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот мир и за сите луѓе, да се помолиме на Жени, блажени, милостиви, ако ти помиловани Бог. помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој град, за секој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што
Мола се помолиме. Господи помилуј. Зашто си свет Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. За сите што патуваат по земја, вода и воздух, заполните страдалците за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Затоа те молам да ме изслушаш великодушно, кој да живеат од младини што го проведов најнацетниот свет народ во Ерусалим, познати ме на сите јудејци, тие одамна ме знаат, ако сака да го последуша тоа. Нека јас како фарисеј најцо го живеев по учењето на нашата вера, и често ги мачев светите по сите синагоги и ги принудувам да фулат на Исуса, и прекумерно разјарен ги гонев дури и до другите градови. За таа цел, одејќи во Дамаск, со глас и порак од првосвещениците, после дебелен цар видов напад од светлина посилна од сончевица. Православните верници денес го слават празникот Свети цар Константин и царица Елена. Во рамки на владењето на императорите Диоклецијан и Максимилијан, христијаните биле жестоко прогонувани, но со доаѓањето на власт на Константин, христијанството конечно било признаено како религија. Константин бил роден во Ниш во 274 година како син на царот Констанција, Флор и Елена. Елена била мощна, побожна и религиозна жена, која го советувала својот син да го запре прогонството и да ги заштити следбениците на Христа. Константин бил повикан да се бори против царот Максенија, кој вршил големо угнетување и измачување на христијаните во Италија, а во мигот кога се двоумил на кој бог да му се помоли пред битката, на небото видел напишан светол крст и напис: "Со ова ќе победиш." Следната ноќ, на сон му се јавил Христос, кој му кажал во борбата да влезе со копје, со пречник кој ќе го символизира крстот и Христовата вера. Константин со овој крст влегол во борба и успеал да го победи Максенија, а во Рим бил пречекан со воодушевување од тамошните жители. Тој со посебен едикт во 313 година го прекинал прогонот на христијаните, дозволил да се градат цркви и храмови, а е основач и на градот Константинопол. Во еден миг Константин се разболел, а лекарите му советувале да се бања во крвта на заклани деца. Насон на Константин му се јавиле светите апостоли Петар и Павле, кои го советувале да го побара епископот Силвестер. Откако Константин бил крстен од епископот, неговата болест веднаш исчезнала. Неговата мајка Елена се верува дека е заслужна за наоѓањето на крстот на кој бил распнат Исус Христос.
се предпоставувало дека крстот е закопан во близина на гробот на Спасителот и таа наредила да се копа таму. Но проблемот настанал откако на местото биле најдени 3 крста, оној на Исус и двата на разбойниците што биле распнати заедно со него. За да дознаат кој од 3 крстови е Христовиот, царицата Елена наредила мртовецот од погребната поворка што минувала таму во тој миг да биде ставен пред крстовите. Кога го ставиле пред еден од крстовите, мртовецот воскреснал, пошто било утврдено дека тоа е Христовиот крст. На местото каде што бил гробот на Исус, Елена изградила голема црква. Во Македонија, во манастирот Свети Јован Бигорски, и денес се чува парче од Светиот крст што бил најден од страна на царицата. Таа починала на 80 годишна возраст во Палестина, а подоцна нејзините мошти биле пренесени во Цариград и погребани во црквата на Светите апостоли. Овој празник во православниот календар е одбележен со црни букви, односно се смета за голем празник, а соодветно на тоа, во голем дел се верува дека ова е ден кога треба да се воздржиме од тешки работи. Голем број од верниците на денешен ден одат и оставаат дарови во црквите за здравие. Најчесто се носат чорапи, крпи, кошули и слично. Во Охрид пак постои една легенда која се врзува за овој празник. Така, под манастирот Свети Наум Охридски, до самото езеро има извор за кој се верува дека е најлековит токму на овој празник. Според преданијата, еден татко имал ќерка која била ќелава, па Свети Наум му рекол да оди и да ја измие на празникот Свети Константин и Елена на изворот под Карпата, каде што течела вода под манастирот. Откако таткото го послушал советот на светиот учител, девојката веднаш оздравела и порастала густа и кадрава коса. Заради ова, голем број верници до ден денес се собираат на овој извор за да се измијат и да наполнат вода за здравје. Свети Талалеј бил христијански светец од татко Верукија и мајка Ромилија, родум од Ливан. По занимање бил лекар. Настрадал за Исус Христос во својата 18 година за време на владеењето на Нумеријан. Кога ја исповедал својата вера во Христа пред судијата мачител, судијата им наредил на двајцата челати Александар и Астерија со сврдел да му ги продупчат колената, да провлечат конец низ издупчените коски и да го обесат за едно дрво. Во христијанската традиција се спомнува дека невидлива Божја сила на джелатите им го одзела видот, па наместо да му ги продупчат колената на Талалеј, тие продупчиле некоја штица и ја обесиле за дрвото. Кога мачителот дознал за тоа, помислил дека джелатите го направиле тоа намерно, па наредил да ги казнат со тепање со прачка. Тогаш желатите Александар и Астерија викнале: "Нека е жив Господ! Од сега и ние ќе постанеме христијани, веруваме во Христа и страдаме за Него." Кога го слушнал ова мачителот, наредил да бидат исечени со меч. Во христијанската традиција се спомнува дека потоа самиот мачител го зел сврделот за да му ги продупчи колената на Талалеј, но некоја сила му ги одзела рацете, па мачителот морал да го моли Талалеј за спас. Талалеј се молил за спас на мачителот. Потоа, мачителот го фрлил во вода, но Талалеј повторно се вратил жив пред мачителот. Потоа бил фрлен зверови, но зверовите се умилкувале околу нозете на Талалеј. На крај, во 284 година, Талалеј бил исечен со меч. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не помилуј.
Уште се молиме за благочестиот православен народ наш, уште се молиме за високопреосвещенешиот митрополит наш Петар, за сето во Христа наше братство, заштита на ова село, на овој град и на оние што живеат во нив, за мир и добро на целиот свет, за добросостојба на све Божји цркви, за соединување, за спасение и помош на отците и браќа наши кои се трудат и служат ревностни со страв Божји, за оние кои се отсутни на пат, за исцеление на болните, за упокојување, простување, блажен спомен и разрешување на гревовите на сите порано починати отци и браќа наши православни, кои режат овдина секаде за избавување на заробени и за браќата наши кои се на работа и за оние кои служат и служиле во овој свет храм да се помолиме. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, простување, разрешување на гревовите на Божите раби, кои го празнуваат овој празник, Борче, Татјана, Илин, Илија, Даниела, Наде, Димитар, Сара, Калин, Тереза, Стојан, Иринеј, Доријан, Маргарита, Анастасија, Димитар, Ивана, Зои и Хана. Уште се молиме да се запази ова село и овој град и овој свет храм и секој град, село и земјот глад, помор, земјотрес, потоп, поган, меч, напаѓање тугинци из меѓусебни војни, да биде милостив и благонаклонет добриот човеколюбив Бог наш, да отклони секаков гнев што се подига против нас, да не избави од своето праведно наказание и да не помилува. Уште се молиме Господ Бог да го услиша молитвениот глас од нас грешните, да не помилува. Услиши не Боже Спасител наш, надеж на сите краишта на земјата, дури на сите кои се далеку поморињата, и милостив, милостив биди кон нас грешните и помилуј не, зашто си милостив и човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Мир на сите нашите глави да ги приклониме пред Господа. Господи помилуј. Владико много милостив Господи се Христе Боже наш, по молитви на пречиста Владичица наша Богородица и присно Дева Марија, со сила на честниот и животворен крст, по застапништво на честните безтелесни сили небесни, според молитви на честниот славен пророк и претеча крстител Јован, на сите славни сепални апостоли, на сите славни маченици во добро победници, преподобните богоносни отци наши, и светите отци наши, вселенски велики учители, светители Василий Велики, Григорий Богослов, Јован Злато, светиот отец наш Николај Мирликиски архиепископ чудотворец, свети равноапостолни, македонски, словенски просветители Кирил и Методи, и нивни свети ученици Клименти, Наумов, нитки чудотворци, Сава Горасти, ангелари, на преподобните богоносни отци наши, Прохор Опчински, Јован Рилски, Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, светиот Иларион епископ Меглински, на сите светиот Никодим Прилепски, Тисмански, светиот Кипријан Слепченски, светиот Јаник Ракотински, светиот Гаврил Велички, Светогорец, и на сите македонски светители, на сите праведни богоотци Јоаким и Јана, на светите рамноапостолни цареви Константин и Елена, чишто спомен го празнуваме, и сите свети направија благопријатна нашата молитва. Дарувај ни простување нашите прегрешенија, покри не со покривот на Твоите крилја, отстрани од нас секаков непријател и противник, смири го нашиот живот, Господи, помили на нас и Твојот свет, и спаси ги нашите души, како добар и човеколюбец. Амин. Богородице Дево, радуј се, благодатная Марие, Господ с Тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице Дево, радуй се, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ти в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице Дево, радуй се, благодатная Мария,
Господ с тобою, благословена ти в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила си душ наше. На Господа се помолиме, Господи помилуј. Господи се Христе Боже наш, кој си благословил 5 леба и си наследил 5000 луѓе, самиот ти благослови ги овие лебови, виното, елеот, пченицата и умножи ги во овој град, во ова село, во нашата ковина Македонија и во целиот Твој свет. И верните кои од нив ќе јадат освети ги, што ти си кој благословуваш и осветуваш се Христе Боже наш, и Тебе слава ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот благиот и животворниот Твој Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Богати, омништоша, изолкаша, зискою, иже Господа не лишаться святого блага. На Господа се помолиме, Господи помилуј, Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебот и виното и пченицата и умножи ги на овие Твои чеда, во нивниот дом, на ова Твое свето место, во нашата ковина Македонија, што си свет сега секогаш и во веки веков. Амин. Во слава и чест на светите, апостолни цареви Константин и Елена, Тие принесуваме, Господи, ова бескрвна жртва. Прими ја во Твојот наднебесен и духовен жртвеник, во името на Отецот Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух Амин, сега секогаш и во веки веков. Амин. Святи мученици, иже добре страдалчествовавше, и венчавше ся, молите сяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, иже проповед Троица единосушная, Исаия ликой, Дева им е во чреве, роди сина Емануила, Бога же и человека, востоким я ему, Его же величающе Дево, ублажаем. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Велико име Света Троица, Пресвета Богородице, помагај нас. Христос посреде нас и ќе биде. Христос посреде нас, Христос посреде нас. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, прошка и ослободување од гревовите на чедата Божи, Игорче, Татјана, Илин, Илија, Даниела, Наде, Димитар, Сара, Калин, Тереза, Стојан, Иринеј, Доријан, Маргарита, Анастасија, Димитар, Ивана, Зоја и Хана. Господ Бог да ги помилува. Уште еднаш честитки. Нека Господ Бог по молитви на сите Константин и Елена го заштитува и пазва што семејство и го обдарува со секакви земни небесни блага. Сега, како што е традиција, се бара нов домакин за до година кој ќе го преземе кумството, та за слава и чест и за да се помолиме и за неговото семејство. Јас. Ајде, двајца ако сакате, не е проблем. Дојди. Ајде, дојди си. Голема фамилија, Ајде, името ваше. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, прошка, ослободување гревовите на чедата Божи. Диме, Маја, Христијан и Андреј. Господ Бог да ги помилува, да се здрави и живи. Господ Бог
да дарува до година порадосни и повесели и заедно да го прославиме овој празник. За многу години дај Бог. Дај крстиме се уште и водата. Бог Господ јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Бог Господ јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Сега ние грешни и понижени да побрзаме пред Богородица и да паднеме пред неа во покаяние. Извикувајќи од длабочините на нашите души, побрзани помогнеш, Владичице, зашто загинуваме од многобројните наши прегрешенија. Не ги одвраќај празни Твоите раби, што Ти си наша единствена надеж. На Господа да се помолиме, Господи помилуј, зашто си свет Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Премудрост простум да го изслушаме Светото Евангелие, мир на сите. Во она време се искачи Исус во Ерусалим при овчата порта имаше бања, по еврејски наречена Витезе со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи и хроми сови, кои очекува да се раздвижи водата, зашто од време на време слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето, оздравуваше од било каква болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Во мир на Господа се помолиме, Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение нашите души на Господа се помолиме. За овој свет храм и за нешто влегуваат во него со набожни страв Божи на Господа се помолиме. За високо преосвештенешиот митрополит наш Петар, за честно свештенство Христа ѓаконство си отклир, на Господа се помолиме, Господи помилуј. За да се освети оваа вода со сила дејството и слегувањето на Светиот Дух, на Господа се помолиме, Господи помилуј. За да слезе на оваа вода очистително дејство на предвечна Тројца, на Господа се помолиме, Господи помилуј. За да биде оваа вода лековита за душите, за телата и за изгонување на секаква непријателска сила, на Господа се помолиме, Господи помилуј. Список од земјата. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, прошка и ослободување од гревовите на чедата Божи, Борче, Татјана, Илин, Илија, Даниела, Наде, Димитар, Сара, Калин, Тереза, Стојан, Ирине и Доријан, Маргарита, Анастасија, Димитар, Ивана, Зои и Хана. Господ Бог да ги помилува. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, на сопротивнија даројај, и Твое сохрањајај крестом Твоим жителством. На помоши за многогодини, многогодина порадосни, повесели, помногубројни, да го прославим овој празник, затоа што единствено вака заживува овој храм на овој ден, да се трудиме што почесто да доаѓаме, бидејќи предпоставувам дека вие сте најголеми дел со потекло од ова место, да не ги забораваме нашите корени, да ги молиме следителите кои се посветени, на кој е посветен овој свет храм, да искајде да сме, Господ да биде со нас и да биде вселен во нашите срца, сега секогаш и во веки веков. Амин. На помоши за многогодини, честитки на кумовите и на идните кумови, да сте здрави и живи, на помоши за многогодини.
Нека за многодини денов. За многодини сите здрави живи да сме. Така е, така е. И да се јавува луѓе домаќини овде, да се готви, да се јади во ова кујнава. Така е, така е. Ова затоа е правеле некој, а не некој да ја пусти. Како ти е твоето име? Војо. Презиме? Војслав Стевановски. Така, од Дамница? Да, село Дамница. Од која фамилија си? Од фамилија Стевановски Димко татко. Така. Од Мрчевци. Мрчевски не мешаме. Мајка ти Мрчевска? Стевановски. 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 Бака се да ми кажеш, како се викаше дедо ти? Дано. Баба ти? Стевка. А дедо ти по мајка ти? Тоа. Добро, добро. Бака сега. Мајка ти од кај беше таа родом? Од Горносело. Од Горносело? Домаќиката твоја од кај ти е? Од Гостиражни. Од Гостиражни? Да. Така, колку Господ чело би даде? Еми само две. Машки и женски? Девојчина. Тако? Женски, не девојчина. Девојчина, така. Колку внучина имаш? Само 5. 5? О, машала, машала. 3 машки, усвари 4 машки, една женска. Така, кој ти е најмило, првото или сугарето? Сите, али првото се знае. Така е. Можеш да ми набраш имената? На внучината? Кристијан, Миме, Филип, Оганчо и Николче Немалио. Така. Туку вака ми кажа старите. Еве денеска е празникот Свети Калалеј. Напомер да е. Нека здраво години. Поправеле и Костадин. Туку едно брекол, вика старите, на куварот му е должност да го направи ручекот, да не загори, да се провеше што се вели. На куваро му е должност да го направи ручекот, а газата да донеси што треба за ручек. Така е. Оти ја ако не донеси тој ништо не може. Така е. Вака да те прашам, за колку минут прилика вака се спрема денеска? Негде 130 души. 130 души. Најболи 150, Така. ама работен ден е. Така е. Како Господ нема никој, тој сподајмо ќе си донеси. И Богројц. Така е. Сега, што спремаш денеска? Што спрема домаќините денеска? Домаќините денеска прават гоецко јавниче. Така. Туку, ајде замеше малце да не загони што вика старите. Ајде да видиме. Да нема, не, има добро месо, има овде појче и компири е. Сето е рај. Сето е вред направено. Домајчино си донесол се. Така е. Се што требало на место е. Така е. Се, и ја многу обожавам да сме сите на број. Така е. И Господ здравје на сите да ни даде. Сите, а без луѓе ништо не се прави. Така е. Нека денот за многодини. За многодини. Денеска чекаме нека доја и со 50, и со 60, колку доја порно е. Така е. И за Ние готови, така е. и за црквата. Така е. Народот. Ајде Господ. Господ ќе си донеси што ќе Како е Господ во Богоројца? Кој милува? Тој нека дојде. Така е. Нашиот Бог постојано сега секогаш и во веки веков. Кога го виде крстниот знак на небото и како Павле доби позив не од луѓето, туку од Тебе, Господи, Твојот апостол меѓу царевите, го предаде царскиот град во Твои раце. Него секогаш во мир пази го, по молитвите на Богородица, единствен човеко љубче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, единия и присно и во веки веков. Амин. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Отче, благослови. Христе Боже, благослови јадењето и пиењето и умножи го на овие Твои чеда кои го приготвиле во нивните домови, на ова Твое свето место, во нашата татковина Македонија и во целиот свет, зашто си свет сега секогаш и во веки веков. Нека е честито и од Бога благословено, да се здрави и живи домакините и сите нас. Да му години на помош да